на претходните говорници кои што презентери кои што беа релативно на време, така да ја сега ги имам сите 2 сата. За мојот воркшоп да се најдем лаптопите ги носат. Не, ај ќе видиме, се надевам дека ќе видам ефикасен овој пат. Океј, значи јас сум Дамјан, ова ми е никнејмот на социјалните мрежи GitHub, може ме знаете од Hack Lab Kika, НСНД што биеме утре, еден од основачите на Слободен софтвер Македонија, Hack Lab од Kika и НСНД. Може да ме најдете значи на GitHub, Twitter, Facebook, IRC Matrix. На антисоцијалните мрежи може да ме најдете со Аждр која пие пиво и тоа е комбинација на најантисоцијалните луѓе на светот. Иначе да, работам како DevOps во Лока, кога не работам DevOps во Лока, онда кога нешто се занимавам со други ствари, со компјутери. Ако не се занимавам со компјутери, поправам, тоест поише расипам точаци. Слободно време тоа, за жал последно време нема баш толку многу слободно време, али да, се тоа е тоа. Оваа презентација е AWS CDK, CDK, тоест инфраструктура како код во TypeScript. Всушност, на еден од претходните BeerJS мислам дека Илија збореше за CDK, али сакам еден мој осврт да дам. Ова е тоа што принцип ја го работам као на day job цело време, така да за разлика од некои претходни мои презентации кои што као хоби ги правам, ова ми е баш онака day job. Мислам дека не знам, DevOps сум валјда 15 на години плюс минус поблиску микрофон. DevOps сум значи некои 15 на години валјда, со CDK работам 5-6 години претпоставам, не сум сигурен сега точно која се појави, која ми го фати интересот. Да, AWS CDK, в принцип, окей, не ми е идејата сега да ви продавам AWS. Поише ми е идејата да ви покажам еден добро направена алатка и што би сакал да очекуваме од сите други алатки што постојат конкретно за инфраструктура како код. Чисто пред да почнам со презентацијата, кој знае што е Infrastructure as Code? Show hands. Пола. Добро, фино. Чисто како дефиниција некоја беа. Infrastructure as Code, идејата е дека сакаме автоматизирано, конзистентно и повторливо деплоирање на некоја инфраструктура. Значи не сакаме, ќе идеме таму клик и имаме инфраструктурата што ја сакаме, него сакаме и онда после 2 дена треба истото да го направиме, забораваме клик чекор и го забораваме и после пак клик и нешто не ни работи и сега се мозгаме што е работа. Значи идејата ни е да направиме некој сетап, кој што можеме, тоа е една што ќе ни проработи понатаму да го деплојуваме многу повеќе пати, да знаеме дека тоа што еднаш ни проработило ќе ни проработи понатаму за секогаш и да ги користиме овие алатки како што се, тоест да третираме инфраструктурата како софтвер, како пред се код и можеме после и да го верзионираме во класични алатки за верзионирање код како Git. Така. Можеме се вратиме назад во некој историја. Неколку примери само чисто како да видите што е моментално, како се като in vogue во Infrastructure as Code. Едно е ова Terraform, Hadsel, нема да хейтам сега Terraform во оваа презентација, освен може да го ставиме за утре. Меѓутоа ова е примерот како креираме во AWS S3 bucket, значи негов storage со Terraform, тоа е со нивниот Hadsel јазик. И еве го тоа истото како се прави со друг еден toolkit, AWS CloudFormation. Овие се подеднакво, двете и подеднакво значат. Ова што го гледате пред вас е YAML. DevOps, сите класични DevOps-и обожаваат YAML. Не. Или JSON се едно, вакво. Тоа е CloudFormation. Пак да повторам, значи идејата е сакаме декларативен некаков документ со кој што конзистентно repeatable provisioning of cloud resources, тоа е provisioning на инфраструктура.
Конзистентно значи дека еднаш кога ни проработува, секогаш ќе ни проработи, тоест без разлика кои се другите услови во инфраструктурата. Repeatable значи дека можеме тоа да го правиме. Repeatable значи дека тоа можеме да го направиме во повеќе environment што најчесто ги имаме во вистинскиот свет на DevOps, као staging, dev, production, blah. До сега јасно? Clear as mud. Океј, ај вака демо, нема да правам се она едит, како се кодерско демо, него ќе бидат котчиња моц. Вака изгледа истото тоа што претходно го видовме во Terraform и во класичен CloudFormation како во CD како. Бла бла бла, имаме некоја класа што е стек, имаме некој конструктор, малце изгледа досадно и онда како на крај правиме new CFN bucket, бла бла, малце boilerplate, bucket name, името на бакетот и тагови. Тоа го имаш и претходно. Со ова креираме бакет во AWS инфраструктурата и онда после правиме CDK synth, ни го генерира уствари и CDK synth што ни прави, ни го од кодот, од TypeScript кодот ни го генерира оној CloudFormation YAML фајлот што го покажав и по принцип оваа команда ќе го даде идентичниот оној YAML фајлот преска што го покажав и онда ќе имаме CDK deploy, алатката го праќа тоа во AWS вика сега ќе ги креирам сите ресурси што ги имаш ти во овој декларативниот YAML документ или JSON документ. Честито сега сите сте DevOps. Океј, тоа што мене ми е посебно интересно, всушност AWS CDK поддржува повеќе јазици, Python, C#, Go, бла, не знам, Java. Некои сум ги пробал, некои не ни сакав да ги пипам. Али поентата на оваа презентација ствари ми е зошто баш TypeScript е одличен алат, одличен тул за CDK, тоест за CloudFormation и како што реков како треба да личат алатките уствари за еден DevOps пред се. Споредено со ние претходните што ги покажав. И значи да видиме како TypeScript ќе ни помогне да го развиваме овој infrastructure as code. Да повторам, че не беше не беше поентата да шилам AWS, иако за жал AWS CDK работи само на AWS. Тоа е неговата најголема мана. Што добиваме со тоа што ќе работиме сега со TypeScript, наместо да работиме со оној YAML или со HCL, тоест Terraform. Први добиваме, by the way, се извинам што ми е на англиски презентацијата, али не можев да ги преведем англиски ствари. Значи, пред се добиваме програмски јазик, подржан од едитори нормално, пошто како сите други ствари работи со TypeScript. Значи, автоматски ги имаме оние LSPs, language, service, добиваме функции, модули, пакети, значи third party dependencies, репозитории на пакети. Тоа све го добиваме, пошто инфраструктурата више не е спремна за тоа, така. Сите други што работат фронтенд, бекенд и така натаму, више ги имаат направено овие работи, така да тоа све ни работи. Понатаму добиваме богати дата структури, не знам, листи, кои што можеме да ги итерираме, да ги филтрираме, да ги мапираме, што ја знам. Добиваме dictionaries, објекти, како се викаат, maps, sets, множества. Имаме лупови, тоест for циклус, итератори, понекогаш, conditions if, така. И добиваме типови во TypeScript, што е оствари една од главните поенти на презентацијава. И добиваме можност за по-високо ниво на абстракции да правиме и понатаму форматери, линтери, алатки за тестирање на кодот и едно чудо тулинг што уствари ни помага да имаме добро направен проект на TypeScript без разлика дали е infrastructure as code или не. Океј. CDK Demo 2. Знам ќе би успео и брзо кликање. Еве, например, уште еден
како се креира така наречено VPC е виртуелна мрежа у рамки на AWS инфраструктура. И што ни помага сега CDK, со оваа принцип е една повеќе линија таа претходно што видовме. Тоа што на крај кога да бидеме. Tab е уствари овој огромен YAML документ кој што е тоа што треба да се прати на AWS за да ни ја креира потребната инфраструктура. Што е работа со па ние реално кога развиваме, кога креираме онака ја цртаме, ако сте виделе онаков диаграм со инфраструктура, која цртаме, викаме окей, ова е VPC. Реално кога ќе видиме, кога ќе зачепкаме малце испод таа сликичка VPC, ствари и таму има некои рутинг табели, има некои сабнети, има како се вика некои гейтвеи, некои NAT гейтвеи, бла бла бла. Значи има едно чудо ствари што позадинам треба да се десат, мора да се десат за да таа коцката во диаграмот ни функционира. И ова е едно од мокта на CDK, дека во принцип со малце добиваме многу. Кога би требало ова да го пишуваме во оној оригиналниот CloudFormation што го покажав YAML дакот, требаше да го пишуваме, не мислам дека се отприлика 130 линии нешто како код. Или кога, например, исто Terraform, мислам, не е многу поелегантно да се извини, нема да го хейтам. Тоа што сега тешко ќе се примети таму во огромниот YAML е дека тука со овие две линии додадени на ниво на овој некој стек, сите ресурси внатре во овој стек ќе ги наследат овие, ќе бидат тагирани со овие тагови, така да пак ќе речем со малце добиваме многу. И тоа добиваме многу на добар начин, не на јавен начин кога добиваме многу потрошење на меморија. Океј, ајде да видиме што можеме поише да добиеме. Добар е CDK, е уште еден пример. Тука креирам бакет, значи S3 бакет, сега окей, ги се извинувам ако не знаете што е S3 бакет, ама тоа е кај што ставаме фајлови. Пак го креирам овој VPC-то, значи некоја виртуелна мрежа. И онда креирам инстанца во таа виртуелна мрежа. Сега што е следното што го правам? Инстанцата за да се креира мора VPC да има, така да VPC мора тога да се врза и онда кога имаме некои детали за инстанцата, не толку битни. Ова е интересниот дел, bucket grant read write EC2. Ова е абстракција која што вика, ти имаш EC2 инстанца, сега ќе направам 300 перипети за да на оваа EC2 инстанца и дадам read write пристап до бакетот. Една линија, таму он првим ќе рече, на EC2 инстанцата ќе закачам така наречена роља, која што роља со кои пермисии ќе може да пристапи на овој бакет и by the way, тоа ќе биде исто така направено на best practice, кај што EC2 инстанцата ќе има само read write привилегии и само на овој бакет. Значи кај е полесно и ше и подобро. By the way, нема да го правам ово живо. Што ќе се случи ако овде речам бакет grant read write VPC погрешка, VPC-то програмно го ставам, он ќе рече не, тука доаѓа како се вика тайпингот на TypeScript. VPC не е нешто на кој што може да му закачиме роља, не е нешто што може да го користи бакетот, одма у VS Code одма добивате red squiggly lines, одма знаете дека е погрешно подесувањето, не треба да идеш deploy и после 3 дена сватиш дека немаш пермисии у S3 бакет. Тоа, например, ако се навратам на примерот со CloudFormation, а не со Terraform, тоа на тоа ниво функционира како string. Викаш, добро, ќе налепам некоја роља на string of x, што може да е EC2-ката, може да е VPC-то. И тоа како ќе изгледа дека YAML-от е структуриран кој што треба, но ствари нема никад да работи. Добро. Сличен пример, уште една абстракција. Имаме значи EC2 инстанца, правим датабаза во AWS. И викаме, окей, подеси ми на ниво на мрежа, подеси ми да може EC2-ката да се конектира на RDS. Што викаме само RDS connections allow default port from EC2. Толку една линија, што прави он?
Пошто знае која дата база сум ја инсталирал, знае и која е портата на која што таа дата база слуша, така да знае да ги подеси фаерволите, тоест така наречените security групи во AWS, за инстанцата да може да се поврзе на овој RDS. Што ќе се случи овде ако напишам RDS connections allowed default from bla bla bla, оној претходниот бакет, пак тајпингот е тука. Тајпингот ќе рече, не, бакет не функционира во VPC и он нема логика на security групи и така натаму, таа линија ќе ти биде некомпатибилна, одма дојдеш, че дека го куцаш кодот, така зап, enter, не работи. Не чекаш да го деплојаш и AWS да ти каже дека не работи или уште полошо да не работи, едноставно да не знаш. Океј. Ајде да видиме како ние можеме сега. Тоа беше целика што ни го дава. Ајде да видиме што можеме ние да направиме попаметно. Дека го развиваме нашиот код. Ќе покажам неколку примери што се у принцип од реалниот мој by day job. Скоро ова е многу чест проблем на DevOps-и, кога имате, кога викате, имам оваа infrastructure as code конфигурација, ама сега сакам да ја деплојам во Dev Staging Production и сега секогаш има некој твик што е различен од Dev Staging Production. Обично Dev, оној што сакаме малце да плаќаме за него, а Production и High Availability се најјаките ствари. Ова е и има многу накви наивни ситуации кај што тие параметри се ставаат од некој наков JSON файл, као чегемац. TypeScript сме. Полесно е да го напишеш у TypeScript таа конфигурација, као помалце помалак ќе биде како прво. Второ, можеме да направиме стриктен тип за конфигот, кој што после ќе го инстанцираме, може да ќе го инстанцираме у некоја ќе го напишеме само вака, може дека го куцаме, што е интересно, дека ќе го напишеме овој тип на што све е различно у Dev Staging Production. Кога го куцаме после тоа конфигурацијата за Dev, посебно за Production, посебно за вакво, VS Code одма ни вика, овде се сгрешил, instance size мора да е string, тоест мора да го даеш. RDS snapshot ID исто можеш да го даеш, не мора да го даеш. Environment мора да биде едно од овие три, не може друго да го направиш. Значи, кога одма го добиваме како се вика тоа фидбекот од самиот едитор, не треба ништо да знаеме ни за AWS, ни ништо, одма го добиваме фидбекот од едиторот дека правиме нешто погрешно или правиме нешто точно. Уште еден концепт врз овие типизирани конфиг файлови. Ова исто, како се рече, антипатон. Значи, некојаш имаме потреба, например, не знам, у Dev environment-от да имаме Bastion host. Или, во Production environment-от сакаме да имаме некаков си Analytics дополнителен блава. Многу чест... Ова е како треба да се прави? Обратно ми се следови. Ова е антипатерн. If config env dev create Bastion. Не, зашто? После ќе речеш и чекаме, и за staging ни треба Bastion и онда викаш овде or еднакво на staging, а после тука си освен create Bastion си ставил create не знам што, и сега мора после да ги разделиш, пошто staging едно да треба, вако не да треба, а овој Bastionот подоле негде у кодот бара појма неам, некоја имам роља и што знам да се креира негде на друго место. Се утре викаш, сега од staging сакам да го бришам Бастионот и се идеш први тука го бришеш, па треба да најдеш другиот дел од кодот кај што исто така треба да го вакво, да го избришеш. Не, ова е многу попаметниот патерн. Конфигот, викаш кои фичери ти ги има environment-от и онда провериш дали мојот environment има фичер Bastion host, ако има креирај го. И сега јас за да го и ако имам у друг дел од кодот нешто поврзано со овој фичер, така истиот чек, друга функција повикам. И на крајот денот мене ми е сетапот одлично направен и само у config файлот се викам, овој фичер енеблирај ми го, поставам у листата или дисеблирај ми. Антипатерн.
уште еден антипаток. Ова е од вистински кој. Не го пишував јас. Имаше некоја ваков некој сетап, ваков некој конфликт, кој што идејата беше дека имаме некој Kubernetes кластер, Kubernetes кластерот или ќе има свој Argo CD или ќе биде менеджиран од друг Argo CD. Тоа се двете опции што треба да постојат. Овде имаме два булеана и еден стринг, сите optional. Тоа се 3 по 3, тоа се комбинации, многу комбинации. Значи принцип може ова да биде true true, false false, true false, false true. И ова може исто да постои да не постои да биде стринг, значи многу комбинации. Реално логиката е дека треба да постои или си менеджирано од Argo CD и онда треба да го дадеш стрингот, или не, ти креирај го Argo CD. Толку. Треба да има две опции. Ова е малце онака баш предизвик малце за за девопси. Али и за девелопери, кај што ствари идејата на тоа што сакаш да го постигнеш треба да го изразиш преку типовите. Зашто треба да го изразиш преку типовите? За да ти го куцаш кодот, ти не можеш да размислиш точно ова као да ги, значи уште полошо ствари, ќе видиш код кај што вие се подесети обратно погрешно, така, кој што немаат смисла. И сега кој е вистината тука? Што ако се двете се true? И го гледаш кодот и викаш, wait, окей, сваќам дека ова нема смисла, али која е вистината? Што треба да биде? Немаш никаква информација дали од dev треба да имаме true, дали треба да биде или не треба. Кога ќе напишеме вака, не можеш да го сгрешиш, да го куцаш и ти никогаш не можеш да го видиш овој лошиот код. Како сме со време? 20 минути помина, не. Окей, нема да влегувам. Нема да влегувам да ви го покажем дека actually работи овој едитор. Работи. Едиторот не ми е подесен, само знае TypeScript. Секој едитор работи TypeScript и ќе видите дека се жали за сите овие глупости ако ги пишете. Окей. Дали е идеален CDK? Не. Actually, самиот CDK код баш ќе покажам на себе. Вака се крира ламда функција. Тоа што сакав да го покажам е... Не ми е добар тон. Еве еден пример како. Allow bla bla, сега ова е property која креираме ламда функција. И он вика, ако ја подесиш true, бла 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 бла. Сега вика, do not specify this property if друг property или друг property е подесен. Ова е истиот оној проблем, јас што го покажав на почеток, Argo CD managed, Argo CD enabled, Argo CD којти. За жал, како се вика, окей, тоа е она брденот на еволуција, кога не го имаат размислено на време. И сега, например, тоа што можеме да го направиме, тоа што можеме у овој AWS дека да направиме конфликтни параметри да дајме, кога да го подесиме и ова и тоа што он вика дека не може. И окей, они имаат за некои работи имаат онаков асерт. Тоа значи ние нема да стигнеме до deployment за да го видиме проблемот, ама ќе стигнеме до тестинг да го видиме проблемот. А едиторот нема да ни го подлече со црвено, што според мене е не окей девелоперско искуство. Тоа според мене треба да се поправи од CDK. CDK V2 е моменталниот, од CDK 3 се надам ќе видиме. Ако имам некој, како се вика тамо, предлог како тоа би можело да се поправи. Ова е исто еден импрувмент што у принцип се очекува, ова е веќе дел од CDK као неков превју, чека да видиме дали ќе функционира. Користење така наречени миксинс. Што е идејата? Идејата е, окей, ти само креираш бакет, после можеш да речеш да имаш као некакви миксини, кои што викаат, сакам на бакетот да му даеш versioning и auto delete objects. Значи као некои два параметри. Место да ги креирам тука у properties нова, имплементацијата
versioning ја пишувам на едно место и после само ја викам аха еве ти го на овој бакет ќе му аплицираш. Ова spravi X ствари така позади. Не знаем што се. Исто и ова. Прави некој life cycle policies, па ќе треба да направи колку што да. Тоа е еден пример, меѓутоа поинтересниот пример е можеби тоест тоа се истите примери by the way, да се извинувам, ова е еден начин mixing off, па ги ставаш овде кога вика го креираш бакетот, па викаш ставимо го сега овој миксинг, овој миксинг. Овој третиот начин е можеби поинтересен. Морам да го скролнам. Да. Добро. Кај што викаш, земи ги сите бакети што ги креирав во овој стек или во овој конструкт и на сите ставим вржени. И ова е многу јако, пошто тоа може да им оставиш на джуниорите да креират бакети, ама ти на крај викаш, аха, ама не, секој бакет мора да има вржени, секој мора да има некаа полиса за. Значи, како што реков, Mixins се официјален превју некаков режим од AWS поддржани, значи концептот на пишување на Mixins. Друго што имаме? Аха, да. Друго што се надевам дека наскоро ќе почне да се користи ќе видиме кога како, али се надевам да речеме CDK верзија 3. Би бил builder pattern. Ова не е builder pattern, значи ова е она кој што го видовме преско документација, кога пишеш, кога креираш база и сега викаш 300 параметри овде и кога ги листаш бла бла бла. Некој од нив можеби се контрадикторни. Тоа што actually builder паттернот ни овозможува во други јазици. Е ваков некој тип, кога викаш креираш датабейс, бла бла, и онда кога имаш после методи кои што дополнуваат параметри на ја доконфигурираат овој датабейс. Сега не знам се работели некој со builder паттерн. Само аж зраследи што се дешава. Идејата е дека со овој концепт ние може да го избегнеме оној проблемот на контрадикторни параметри. Зашто? Затоа што кога ќе направиме set engine Postgres, ова ни враќа теоретски друг подтип на database сервис, на кој што веќе можеби не можеме да подесиме set instance type DB, не знам, некој што само работи со MySQL и обратно. Или не знам, можеби MySQL нема encryption, Postgres има. Идејата е дека уствари со builder pattern, како поише работи специфицираме, така помалце опции имаме понатаму да сгрешиме. Вместо да ги шлапаме сите овие параметри одеднаш. Па да крешне на ниво на assertion или не знам на нешто, на deployment уште полошо. Океј, builder pattern, мислам дека го видов дека нешто експериментираат AWS со builder pattern, али ќе видиме докај ќе стигне тоа. Уште еден проблем со CDK според мен исто што не е решено у верзија 2, али се надам ќе го видиме у верзија некоја таму 3. Ајде само се вратам уствари на овој слайд. По принцип некои од овие тука параметри значат бришење на оригиналната база и креирање на нова наместо неа. Тоа е малце онака риски. Ние не можеме од овие информации тука да видиме која од нив ќе ни ја кога ќе го направиме деплој ќе ни ја рекреира базата. Според мене треба да има наква некоја, како се вика, ја го крстив, може не е најдобро изборни зборови. Според мене она кога правиш new бла бла бла, тие ствари што ја бришат базата треба да бидат у конструкторот, а сите ствари што може да се подесат и при деплојмент да не се рекреира целата база треба да бидат со build паттернот дополнително да даем. Така да builder паттернот ни би теоретски би ни решил неколку проблеми истовремено. Again, сакам да потенцирам дека не сакам да шилам AWS, него поентата ми беше што треба да очекуваме од пред се, за мене лично битно DevOps салатките, infrastructure as code или слични. Наместо онако само некои јамли, стракање и темплети, хелмови, джинджи, тераформи и слично. Толку бев, да, 20 минути, топ.
Прашање. Обично си спремам сам прашање. Сега кога ги знаеш кои се проблемите и потенцијални решенија, нешто, дали имаш предложено на пишувано, знам дека си активен во open source, дали имаш предложено или пратено некое прашање, нешто до АВС за ова? Не. Имам фиксано некои ситни бакчиња у CDK, да бидам искрен, малце е дугачок тој процес. Тоа што го имам направено е дека во проектите што ние ги работиме на работа, ги правиме овие концепти. Значи, у принцип, ако правиме некој наш конструкт, наш патерн или нешто така, кој што обидувано без практи што е за нас, го гледаме да го направиме на овој начин. И шер ваков на, кажи, повелите Аждар. За ова се сведува на дали има пилот во авионот, од сиот код што го покажа, како да има 10 различни парадигми измешано во едно. Парадигми, како го пишуваш кодот. На едно место dis се предава како да е во Python, на друго место имаш .off како да е Monad, на трето место декларативен јазик. Буквално build pattern е јазик кој што нема своја синтакса. Можеш буквално да направиш некој layer on top и да речеш окей, го компилирам тоа во build pattern. Дали има некој кој што ги пази овие работи и да направи подобар developer experience, за да не мораш да работиш како во старо PHP. Ми ја украде финтата со PHP, јас сакав да го хейтам Terraform дека е PHP, али добро. Миксините се принцип нов фичер, така да генерално миксинс аспект уште нешто има тако. Не се главен дел од CDK би рекол. Поише се као ги пишеш на некој као по генерално јасно е, мислам, генерално ти тоа што го гледаш у нормален код кој го куцаш на првата линија. Овие другиве ствари пак кажа, тие се го подесуваш репото, креираш нов проект и ги додаваш овие миксините негде на топ левел и после не се замараш со нив. Остатокот од кодот ти личи подеднако исто. Мислам, остатокот на кодот ти личи код TypeScript, не е ни бољи ни полош. Не е задоволен. Повели Петар таму на крај. Главно го споредуваше со Terraform, ме интересира кој е мислењето твое за некој инфраструктура as code како Pulumi, бидејќи пак ни овозможува TypeScript поддршка и поддршка за други јазици, а не сме ограничени само на AWS инфраструктура. Дали, мислам, како поискусен со DevOps, кој е мислењето ме интересира? Опасно прашање беше. Да бидам искрен, го немам погледнато Pulumi у последно време. Знам дека концептот овој мање више истиот. Едно време може да има веќе 6-7 години поминато од тогаш. Имавме страшно многу оперативни проблеми со Pulumi. Типот на се заглавува на таков начин кај што нема излагање од ваквото, освен да избришеш инфраструктура и да почнеш од ново. Тоа ми беше мене последното искуство со Pulumi и као тогаш не сум имал баш потреба да се навртам на него. Не сум сигурен која е моменталната состојба. Мислам дека го користат Terraform позадино, така беше? Да, одговорите да, добро. Сега имаат и некоја нивна варијанта што не ја разбирам баш точно. Тоа што, значи, ќе кажа од како се вика developer experience, претпоставам дека е сличен и веројатно добар.
од аспект на оператор experience, многу сум разочаран и у принцип не би му дал втора шанса. Тоа што го свативме тогаш кога се мачевме многу со него е дека они форсира у принцип да тргнеш да го користиш нивниот сервис, готов сервис, и тоаш работи, ако не го користиш нивниот сервис, onda се мачиш и као таа малце и беше не знам, веројатно таа причина не сум го погледнал многу. Пак ќе кажам, ако овие концепти, добри концепти, работат по Lumi, all power to you. Само да прашам дека го спомнавте Terraform неколку пати како што го прави CDK подобар од Terraform, колку и бенефити ги има и зашо би го користеле тоа наместо другото? Реков дека нема да зборам за Terraform. Прво, дај пиво една. Значи прво, тоа HCL не е јазик, come on, значи нема смисла. Второ, у Terraform све е стринг. Ужасно ме нервира тоа, немаш никаков начин ти да специфицираш дека на како се вика на ECA двојката, тоест на бакетот нема да му даеш grant read write VPC. Нема начин тоа ти да го направиш. Пошто нема тајпинг у него, он има стрингови само. Второ, не е ни второ, има милион. Први TypeScript, окей, овој ми е мене устари најјакиот аргумент. TypeScript типови. Тоа ми е мене као DevOps што сака да украде од девелопер, од development светот, тоа ми е најглавниот аргумент зашо е бољи CDK било као developer experience од Terraform. Значи Terraform немаш типови, едноставно све иде, као све е стринг. Фала. Модуларниот систем на Terraform е онаа како сакаш include од нити има нешто како search патеки вако. Инсталација на модули као е катастрофа. Модулите се прилично лошо напишани. Мислам, као ја не сум видел добро напишан модул. Све е со милион параметри, сите конфликтни едни со други. Не знам, тоа и Helm не се добра ствар. Сега, that being said, HashiCorp направи една добра ствар, CDK Terraform. Тоест, идејата на CDK, TypeScript, класи, објекти, типизирани, бла, имплементацијата Terraform. И работи тоа, ние почнавме да правиме, како се викат, абстракции врз CDK Terraform, малце е по-low level него овој CDK. И им текнал пред месец дена discontinuing. Идиоти! Така да, ништо Terraform. Па не, мислам, као ние го имаме тоа онако у продакшн, и сега ќе стои тој кодот таков како што си е за секојаш. Тој што работи, тоа е тоа. Немам нешто добро да кажам за Terraform. Се извинам, да, не ќе да го хейтам, али... Значи, као, кој видел for циклус као се прави у Terraform? Као, no, као да сме у PHP е болј, значи у PHP for циклусот е болј. Жими се. Не, PHP е болј. For го пишеш внатре и после автоматски магично, не. Добиваш лист. Мислам, нема никој да ме разубеди за Terraform, така да би ја скокнал темата уопште.